Православните христијани на 19 јануари според јулијанскиот календар го слават големиот христијански празник Богојавление Водици, денот на кој според христијанското предание Исус Христос бил крстен во реката Јордан од страна на Свети Јован. Со тоа му се дава значење на крштавањето како една од повеќето свети тајни на христијанството. Крштавањето значи и духовно раѓање, односно почеток на човековото живење во верата. Затоа кумот се смета за духовен родител на крстениот и најблизок роднина. Со овој празник завршуваат не само 12 така наречени некрстени денови, туку и циклусот зимски празнувања во кој спаѓаат и свеченостите поврзани со Бадник, Божиќ, Нова година, тоа се Василица и слично. Водици се празнува 2 дена. Првиот ден, 19 јануари, освен Богојавление и Водици, уште се нарекува и Машки Водици, а вториот ден, 20 јануари, собир на Свети Јован Крстител, уште се нарекува Женски Водици. Во Македонија, во речиси сите населени места, свештениците го врелаат ритуалниот крст во некоја поголема вода, река, езеро или базен, а луѓето скокаат во водата и се обидуваат да го фатат крстот. Се смета дека на тој ден сите води се осветени и исто така оној што ќе го најде крстот ќе биде здрав и среќен во следната година. Овој ритуал го символизира влегувањето на Христос во реката Јордан. Годинашното одбележување на големиот христијански празник Богојавление Водици во Крива Паланка ќе се одржи на 19 јануари, односно недела. Традиционално, како и секоја година за овој голем празник, прославувањето е во организација на локалната самоуправа на општина Крива Паланка и Кумановско-Осоговската епархија при Македонската православна црква. Чествувањето ќе започне со утринска литургија со почеток во 6 часот и 30 минути во соборниот храм Свети Димитри Великомаченик, информираше архиерејскиот намесник протоиерей Ставрофор Добрислав Бошковски. Ова недела веќе се припрема за големиот празник Водици, каде што ќе биде малце велелепно. Слушам преку Скопје веќе купоните почна да ги пуштаат, да се јавljат кандидати. Вчера слушам на медиумите, каде што во Охрид се спрема 4 дена, 5 дена се спрема. Па Свети Јован го ставија како празник на рибарите, тоа веќе никако најново доаѓа за туристите и полниот Охрид. Да. Тоа ги привлаче и тамо се фрлят, не знаат број колку се фрлят. Тоа, кога ќе погледнеш од кај летница хотелот, тука што е на платото на езерото, односно наречено пристаништето тоа, потрчат па кој ќе ги изброи. И има тие кои пак и посебно во чамци стојат во водата, од кај што го фрля владиката Тимотеј крстот, тука на Скопје го фрля архиепископот на Камет и Мост, а додека пак има горе, пошто Скопје стана по-голем град, па има и од Ѓорче Петров се фрля, па доле се фрля во Лисиче, значи се почна да се прошири, затоа што има потреба од тако нешто. Сите не може да соберат. Скопје скоро ќе биде милионски град полека. Да. Нас мора претходно да се пријават од црква. Па видите, одека ми, кога тие деца што се јавljат од црквата кај нас, јас секогаш викам на нив, не е лошо да појдете да се измерите притисокот, да видите дали сите можен да се фрлят во таа ладна вода. Или не само да радознала со нака. Па некои послушат, отидат, прегледат да си притисокот, ќе му рече, ние организираме се со болницата доле, имаме екипа од болницата, евентуално да нешто не се деси лошо, тоа е добар дан и секој дежура таа екипа и се спреме, ние се спреме. Па се падна неделата, ја мислим дека ќе има доста луѓе. Доста луѓе ќе има, слободни ќе бидете, ќе го обиколат целото во недела со водиците. Да. Бошковски потенцираше дека по литургијата ќе се изврши водокрест во кругот на црквата, кој ќе започне по 9 часот, а оттука црковната процесија од верници со свештенството ќе се упати кон големиот мост на Крива река,
од каде ќе биде фрлен крстот. Истиот ден на градскиот плоштад ќе се одржи традиционалната манифестација Пифтијада 2014, а од општината која и оваа година ќе се погрижи за подготовка на вкусни пифтии, ги повикаа сите граѓани да присуствуваат на масовното одбележување на големиот христијански празник Богојавление Водици. На 20 јануари се прославува празникот Собор на Свети Јован Претеча и Господов Крстител. На овој ден се одбележува споменот на десната рака на Свети Јован Крстител, светата рака со која ја допре главата на Христос при крштавањето.